Почитувани борци, почитувани дами и господа, почитувани мои сограѓани, горди мои кумановци. Да се обратиш на овој значаен ден и датум за нашата држава пред ваков аудиториум е вистинска чест, задоволство, но и голема одговорност за мене како председател на Совет на општина Куманово. 8 септември, ден на независноста на Македонија, за мене е најголем државен празник. Празник кога го славиме вечниот сон на македонскиот народ, слободна, суверена и независна Македонија. На 8 септември 1991 година, полнолетна и со право на глас, гордо стана вдел од убедливото мнозинство, од 95% од граѓани кои излегоа на референдумот и позитивно се изјаснија за независна Македонија. Уште го паметам говорот на нашиот прв председател на државата, легендарниот Киро Глигоров. Граѓани и граѓанки на Македонија, дозволете вечерва на вас и на сите граѓани и граѓанки на Македонија да ви ја честитам слободната, суверена и самостојна Македонија. Како млад човек бев силно уверена дека сме државотворен народ, кој има историска шанса да создаде силна држава со сопствена, веќе препознатлива култура, јазик, национална свест и правен легитимитет. Македонскиот суверенитет и самостојност за сите нас представуваше потик и мотив за нови самостојни успеси, но и тежок пат за решавање на историски предизвици, неретко тешки компромиси при решавање на внатрешни и надворешни спорови. Споровите никако да престанат, си ги знаеме добро, од историски се и наметнати се. Ама ништо во животот не доаѓа на едноставен начин. Пред да добиеме резултати, секогаш претходи сложен процес на борба за силна и европска Македонија, кој се уште трае. Во тој процес најважно е да не се изгубиме, заборавиме, разделиме и заедно да действуваме. Често пати се прашувам, можеме ли сами? Ниту човек, ниту народ, ниту држава не можат и не треба да живеат и да се развиваат сами. И според местоположбата, и според историјата, и според културата, па и јазикот, сите ние што живееме во Македонија, припаѓаме во европско семејство. Се стремиме да обезбедиме подобри услови за сите, да изградиме општество со европски вредности, не да заминуваме, туку да го препознаваме, задржиме и вложиме секој човечки потенцијал, да се интегрираме, а сепак да не се обезличиме и изгубиме на тој пат. Не чека тежок период на уште потешки одлуки. Но ние ќе се бориме, ќе обстоиме, ќе се препородиме и сплотени ќе работиме за иста цел. За подобар економски живот, напредок и достоинствена иднина за сите наши граѓани. Нашите предци за независна и слободна Македонија се бореле со пушка во раце, ние треба да се бориме со разум, труд и посветеност. Борбата никогаш не престанува. Нашата заедничка обврска е да ја сочуваме слободата, единственоста, уникатноста, заедничкиот живот и пријателството, кое со ништо на овој свет не се купува. Нешто што нашите предци ни го оставија во аманет. Македонија е моја, твоја, наша држава, држава во која живеат македонци, албанци, срби, роми, власи, бошњаци и сите други народи кои се тука во Македонија. Тоа е наша земја, наша колевка, наш заеднички дом. Овој дом мора да продолжи да се гради и да се чува, а темелите на домот се взаемно разбирање, соживот и почитување. Народот треба да се сплоти, децата да учат како се сака, младите како се работи, возрастните како се договара, а стари како се пренесува традицијата од колено на колено. Партиите треба да научат како да не обединат како народ, а не да не разделат. Затоа што народот е тој, наш, македонски. Татковината ни е единствена, дали ќе си ја сакаме, чуваме, градиме, зависи само од нас. Историјата ни е водилка, од неја треба да учиме, а во себе да веруваме. Гледам се надпреваруваат, се докажуваат кој е поголем патриот на зборови, а зборуваат нешто на вистина